Остри реакции на ВМРО-ДПМН на изјавата на поранешниот претседател Стево Пендаровски за македонското позиционирање во однос на новата американска администрација и глобалните политики. Пендаровски, кој прв пат се појавува во јавност како ги изгуби изборите во мај минатата година, рече дека тој е загрижен за политиките на новиот американски претседател Трамп, но особено за ставот што го зазеде македонската влада и дека давањето изјави од типот новото нормално ќе го преплави светот е гол аматеризам во политиката. Мислам дека ние како мала држава знаеме кои сме, каде сме лоцирани, баја ги треба да мислиме, два пати да мислиме пред да застанеме како вели ние застанавме први до него и сега другите нека се редат позади нас. Не би истрчувал, бидејќи ние не сме светска велесила. Ако најголемите од групата G7, Јапонија исто така, ако тие не се наредија на рамо до рамо со Трамп после изборите, туку вагаат, мерат кои се нивните реални национални интереси, што со ваков претседател на Америка можеш да постигнеш за себе и за својата држава, не можам да видам зошто е ова истрчување. Од ВМРО-ДПМН со критики дека Пендаровски директно го навредува Трамп и Соединетите американски држави и со тоа покажува дека заедно со СДСМ лажно се представувале како прозападни. А веднаш по интервјуто со статус излезе и подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Пендаровски, човек кој два пати изгуби претседателски избори после 10 месеци, реши да се појави во јавност и да го напаѓа премиерот Мицковски и ВМРО-ДПМН заради поддршката на САД и претседателот Трамп. Пендаровски, кој иако вети не се откажа од доживотна пензија на грбот на граѓаните, го напаѓа претседателот на нашиот стратешки партнер број 1, арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Стево троши пензија, не се брукај, не ја руши позицијата на Македонија и дружи се со пријателите од Агенцијата за разузнавање додека можеш. Реакциите во јавноста, особено на опозицијската СДСМ, дојдоа откако македонската влада гласаше воздржано за резолуцијата на Украина поддржана од Европската унија, а застана како коспонзор на резолуцијата на САД.